Заев од Мечкин Камен повика на обединување и помирување заради што побрз влез во НАТО и во Европската унија. Порачат дека и мисијата на двата Илиндена и на комитите и на партизаните било токму таа, да се овозможи сите граѓани на Македонија да живеат слободни во мир и заедништво. Продолжуваме со политиките на надминување на поделбите. Сметаме дека е патриотска должност да се обединиме и помириме внатре. Со гордост можеме да кажеме дека патриотизмот значи грижа за обезбедување подобар живот за сегашните и идните генерации. Тука, во Северна Македонија, каде што се грижија Делчев и Рацин. Делегацијата од опозицијската ВМРО-ДПМН е огорчена поради скандалозното однесување на протоколот, кој не им дозволи да положат венец на гробот на великанот Никола Карев. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски изјави дека скандалот е дотолку поголем, што и на наследниците на Карев и на останатите илинденци исто така не им било возможено да положат венци. Тоа утрово бевме спречени да положиме венец на споменикот Македониум, на гробот на Никола Карев, а исто така ни беше невозможено да се упатиме и кон Слива и моравме во приватна организација да одиме на двете места. Доаѓајќи овдека, очигледно од организирани партиски луѓе, и исто така не бевме удостоени со соодветен пречек и прв пат се наруши традицијата која што секогаш била, а тоа е опозицијата да е во првиот ред на прославувањето на Илинден. На собраните граѓани вербално нападнаа дел од медиумите кои беа етикетирани како проопозицијски, а мала непријатност екипата на Алфа имаше и на самиот почеток при доаѓањето, кога полицијата не сакаше да ни дозволи да се приближиме до местото каде што се одржува самата свеченост. Дури по интервенцијата на протоколот на Алфа и беше овозможено да дојде до Мечкин Камен. На прославата на Илинден во Крушево покрај државните можеа да се забележат и бројни знамења на Европската унија. Граѓаните не беа воодушевени да зборуваат пред камерата на Алфа, а тие што се осмелија ни рекоа дека на прославата пристигнале организирано, со помош на општинските власти или преку главната партија во владата. Групна. Да, групна сме бега. Не групна, за 5 автобуси име од Велес. И покрај најавите на социјалните мрежи дека во Крушево ќе има и втора засебна бина, таа не беше поставена. Само мала група граѓани со истакнати патриотски символи стоеше осамена, а околу нив имаше полициско обезбедување кое не дозволи да дојде до допир меѓу нив и останатите граѓани на манифестацијата. Сепак тие обвинија дека полицијата барала да не ги веат знамињата со сонцето од кутлеж, а еден дури рече дека били физички нападнат. Бевме опоменати и знамината да ги сметнеме, но кога ќе ми дадат документ дека е забрането ова знаме, тогаш ќе го сметнам тоа знаме. Рекao, поубаво да го спакуваш тоа, да не го наметнуваш на рамото. Македонија нема поголем и поважен празник од денешниот, а токму денеска и покрај повиците за обединување го славиме поподелени од било кога во историјата. Дали тоа ќе ни го простат илинденците и дали во иднина на вистина ќе најдеме начин за национално обединување, останува да се види. Од историско Крушево, за Алфа, Драган Милосављевиќ.